Добре дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Светановски, мој денешен гостин е Владимир Савовски, потпредседателот на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Благодарам на поканата. 5 дена потоа, но еве прв пат се гледаме, честитки за огромната победа на 8. Еве 5 дена поминаа, се уште трае еуфоријата или се фативте за работа? Нормално дека трае еуфоријата, голема победа, победа на народот, јас постојано тоа го велам, ова не е победа на поединци. Ова е огромна заслуга на граѓаните и навистина, да, има еуфорија се уште, но ние како партија, како раководство, да, веднаш почнавме со обврски, веќе почнавме и со состаноци, уште наредниот ден вака директен да бидам и мораме тоа да го направиме, пред нас следат и големи очекувања. Знаете, кога имате толку голема победа, кога народот на вистина ви дава многу надеж, и тоа се големи очекувања. Честно и обврска. Апсолутно. И тоа ние мора да го исполниме до крај. Еве, јас можам и го чувствувам тоа и на терен, и кога поминувам кон граѓаните денеска, вчера, завчера, низ паркот, низ улиците, народот века е радосен. И таа еуфорија трае, но очекувањата велат сега мора да биде се поинаку. И навистина мора да биде се поинаку. Очекувано беше и според анкетите, да не се лажеме, бројките кај вас се погодија малку повеќе, но она што се случи во СДСМ, еве 5 дена потоа, овој дебакл, потоп, како и да го наречете, премал зборот, бидејќи ова не се случило со една од најголемите партии на македонската сцена, зборуваме со деценијска традиција, 18, од кои што да не се лажеме, 18 не се, тие се помалку од 15 ако ги одбиеме коалиционерите. Како, еве, што се случи кај нив? Кај вас беше јасно незадоволството и сено, дали тие самите си го направија? Ова или... Видете сега, да. После, како велат, после борба, многу так. генерали, многу изјави, зашто и како било, јас секогаш кажувам и у првите изјави, кога вечерта можев да ги дадаме, дека народот излезе и даде поддршка. Јас слушнав многу различни изјави, зашто ова се случило, сега фатил баранот и така натака, не е точно тоа. Тоа се вака доста аналитичари да дадат да бидат интересни, но овој бран започна уште на локалните избори, пред локалните избори, да бидам попрецизен, бидејќи со она што се случуваше во ВМРО ДПМН првите години, знаете, од кога дојде Христијан Мицкоски, едни тешки времиња, каде што навистина партијата од многу страни беше нападната, не само внатрешно и надворешно. Зборам, знаете за што се случуваше. Тој период беше и промена на името, и од странични удари, и од медиумски удари и така натака, но ние успеавме како партија, како раководство, председателот председава воздигне партијата и да го почнеме тој поход кон една очекувана победа за нас. Зашто го велам ова? Бидејќи на локалните избори ние направивме огромен резултат. И на тие локални избори ние ги пративме целото раководство на СДСМ, да речам, во пензија или да си поднесат оставки. Знаете, лидерот си поднесе Зоран Заев тогаш на партијата и многу тие правотимци што беа, потоа, не знам, градот Скопје, Шилегов, сите тие отидоа во би кажал заслужена пензија, иако се политички активни, ништо не може да дополнат. И од тој момент, бидејќи видоа граѓаните дополнителна разлика кај самите градоначалници, тоа морам да го спомнам. Бидејќи секој ден јас на терен го поминувам не само во изборната единица 2 на секаде, и тоа се чувствува на терен, и она што постојано се правеше од страна на ВМРО ДПМН, пресингот на терен, она што ние го кажувавме како наша платформа, како наша програма и така натака, дојде до денот да биде кампањата, каде што во кампањата ги понудивме нашите мерки и проекти, и заслуга има што најмногу народот бидејќи не препозна тука. И знаете, велат многу исто така, ги слушам народот често пати разочаран, па гласови и така натака. Народот овој пат максимално му даде поддршка на ВМРО ДПМН. Да, народот излезе да ги казнува СДСМ и ДУИ, но даде поддршка кон ВМРО ДПМН. Таму имаше 16-17 партии да заокружите на ливчето. И ова е сериозна обврска кон нас. И ние како ќе се однесуваме во иднина. А од друга страна, над пола милион луѓе во Македонија дадоа поддршка за Гордана Смилјановска Давкова. Мислам дека ова е најголемата победа историска што е имало било која партија која ќе видите од позиција на опозиција. И ние со она што можевме да, знаете, се што ни се случуваше во минатото во позиција на опозиција, дававме се од себе за да направиме една огромна победа и ќе ми дозволите уште еднаш да кажам, поединец не е донел победа. Оваа победа е на сите буквално што ни дадоа поддршката и навистина од овој момент се чувствува, односно од самиот ден се чувствува ослободена Македонија. И тоа може да се примети. Се сложувам со тебе, но еве со што го кажа, ти буквално ги демантираш, но и деаргументираш оние
социјалдемократски јуришници кои што се појавија последниве денови велат ова бил емотивен момент на народот, нели ова не баре ден за ден се случи, ова не се случи од вчера, ова не се случи од завчера, ова се случи 2021-та кога СДСМ по сите правила на игра, кога загубија што велат како Грчка на времето, а тоа беше Македонија во последните години за жал, требаше да си замине од власт. Еве едно прашање друго, па нели им тек на 3 години им го зборуваме тоа, ајде да не се лажеме, да си заминеа на време, немаше да потонат како Титаник, еден случај што го местеа на времето. Многу добро прашање. Многу пати сме го зборувале ова со аргументи и факти дека поважно име како да останат позиции за да има тендери. За да има свои политички игри помеѓу нив. Дури по цена на партијата, која што па еве видовме дека нив не име важна партија. Не е нив не име важна Македонија, зборам за СДСМ и ДОИ. Не име важна. Од друга страна, видете што направи СДСМ. Ние го говоревме исто така. СДСМ, наместо да биде партија што ќе биде предводник на таа влада, стана, ние велиме измеќер, стана помалата партија, а ДОИ да раководи државата. И тоа народот го виде, тоа народот не го прифати, тоа мнозинството народ, поготово на делот на македонците, го чувствуваше како да е заробен со собствената држава. Да не ги зборам сите скандали овие години, се она што се случуваше, дали се онкологија, кој сектор сакате, фатете го. Толку криминал и корупција, толку зајадливост во општеството и се чувствуваше дека народот веќе е загушен и угушен. Но ова се правеше повеќе од 3 години. Народот тоа го чувствуваше 4-5 години. Да не зборам сите оние штетни договори. И тој јас на сила донесе на власт, демократски да испратите со пенкове, навистина едно убаво чувство. И пак ќе спомнам она што го велиш 3 години дали и нив им текнало дека еве народот не ги сака. Лјупчо нив ги интересираше само како еден ден пуст да направат. ДОИ ги контролираше. И им ветуваше се и се што. Но сега си ги затворија вратите и тамо, односно еве ДОИ веќе не ги спомнува, ги искористи, ги фрли како партија СДСМ, но тоа е нивна работа. Мене ми е важно, во ДИК се расправаа представниците на СДСМ и на ДОИ. Нешто што не сме го виделе 7 години, еве конечно. Видете, они сега си изиграни, знаете зашто најмногу. Они очекува огромна поддршка од ДОИ за кандидатот за председател за Стево Пендаровски, нивниот. Но ај со целата поддршка да имаше, повторно ќе беше поразот нивни огромен, туку самото она што се бойкотираше од страна на ДОИ и од левица, се виде дека кој центар за кого работи, што е целта и така натака. У тој момент СДСМ беше искористена партија, иако ние долго време ова го гледавме, сега има неколку патишта кон СДСМ каде што може да си го најде својот патокас, а тоа е дали повторно ќе остане во љубов со ДОИ или конечно ќе им текне дека мора да покажат дека да ја кажат вистината што се случува. Еве ќе почнуваат да гледам нивните функционери полека да се ослободуваат и да кажуваат дека сгрешиле, дека имале многу грешки, но тоа не го кажува се до денот кога изгубија. Сега им текна. Мислам дека е многу доцна и десетици години ќе размислуваат на стратегија како да ја освојат повторно довербата на граѓаните, но тоа ќе поминат многу десетици години. Со бројката од 58 сте буквално кажано лабави во преговорите, во моментов се одвиваат, она што го видовме се средбите со Вреди или Влен на албанската довчерашна опозиција и вие бевте опозиција, но веќе очевидно не сте. Како одат преговорите? Има ли нешто конкретно или? Се уште сме опозиција додека не се формира владата. Де факто. Бидејќи сега си има техничка влада, но не се. Точно имавме една првична средба каде што можеше да се види. Зборувавме за принципите, зборувавме за она што е партнерство, зборувавме како да се продолжи напред, што е најважно за граѓаните, се разбира и за столбовите што ние мислиме дека се заеднички, што може да не сплотат. Не се зборува за кадровски прашања, не се зборува за поединечни работи, туку се зборува дека економијата е најважна гранка каде што област, сфера каде што сите можеме заеднички да се сплотиме. Без економија, без добра економија нема повисоки плати, не може да има поголеми пензии. Без инвестиции ќе имаме многу луѓе што не може да најдат работа и ќе имаме сиромашна држава. И тоа е еден столб каде што на секоја анкета, многу пати овде сум го говорил дека првите 4-5 теми на секоја анкета се економика. Исто така една од најважните работи што ја спомнавме е борбата против корупцијата и тоа да биде двигател во новата влада, односно тука да масовно да се удри и да се
да се искорени колку што може да тоа да го правиме сите заеднички. И најважно е да нема поделеност дали некој од било која партија треба да зачува некоја позиција зашто бил вака, така близок на овој или кој што го правеа претходните. Не, секој што погрешил треба да си одговара. Дали сега, дали во минатото, кога и да е. А за оние идни функционери што би биле, да важи истото, односно да нема непогрешливи, односно да нема бели мечки како во минатото. Друга страна зборувавме за ЕУ интеграциите, за она што е важно, ние напоменавме за македонскиот народ, поготово за македонците. Она што во минатото го правеа СДСМ и ДУИ е понижување на македонскиот народ, а од друга страна огромно понижување на ВМРО-ДПМН како најголема партија во парламентот. И де факто најголема партија на минатите избори ние имаме најмногу пратеници, бидејќи СДСМ со коалиција со други партии освои дополнителни гласови, знаете како се случи тоа, но важно е да создадеме во овој момент партнерство помеѓу, вие спомнате, со Вреди во овој момент, но ќе пробуваме и со различни партии да видиме дали може да најдеме заеднички јазик. А од друга страна некои велат зашто вие поидовте, вие сте поголемите. Баш напротив, ние сме поголемите, пружаме рака и кон помалите и кон сите да покажеме една различна слика. Она што Христијан Мицковски како мандатар го прави е да подаде рака и да направи едно подобро општество, да направи сплотување и стабилност. Стабилноста е најважна работа во Македонија и она што навистина е потребно во општеството, овие партии што ги спомнувавме од власта, што треба да се реформираат. И добро е здраво и за нив. Знаете, катарза треба да има во секоја партија, во животот многу пати тоа треба да се случи, за да имаат и они едни подобри гледишта. Бидејќи она што го правеа изминативе 7 години, беа еден меур, каде што беа затворени и кај што велеа не верувајте на ниедна анкета, СДСМ победува. Јас се и тука кај вас, но и на сите телевизии и во кампањата кажав дека кога ќе ме прашат колку очекувате пратеници, јас велев многу близко сме околу 60 пратеници. И тоа ние што го велевме, го гледавме бидејќи така стига анкетите, такво беше расположението. И кога живеат во таков меур ќе им се случи се тоа што им се случи. Но најважно во овој момент не се тие партии, најважно е Македонија да иде напред, да има просперитет, да има добра економија, да има добри соседи, да има една добра политика. Значи добро да за сега преговорите. Да. Ова беше прва средба, потоа продолжуваме како работни групи да се среќаваме наредниот период, каде што ќе може да отвориме повеќе прашања. Оваа средба беше прва средба да покажеме дека имаме принципи, дека треба да се соединиме кон платформите, односно ние тоа што го бараме, да видиме они што имаат во програмата, не може сега да се прифати, но она што е црвена линија за нас е да нема понижување, да не се понижува македонскиот народ и да нема ултиматуми во тие преговори и да се бара нешто што ВМРО-ДПМН нема да го прифати, да се разбира и мандатарот. Од авион се гледа дека ДУИ намигнува, пушта и шарети. Очевидно беше уште денот на изборите кога стана јасно дека разликата ќе биде огромна, односно дека вие ќе бидете партијата што ја прави власт, иако се знаеше тоа и порано. Но останувате на ставот дека нема шанси за коалиција со ДУИ, факт е дека тие сакаат, но се обидуваат дури да го минираат Вреди со оној договор наводен што го извади Ахмети и сите тие финти кои што не поминуваат претпоставено ќе кај народот, но вашиот став околу да, апсолутно ние сакаме да направиме коалиција со Вреди, со Влен, но и со други чинители, но ДУИ не се во опција и тоа го кажувавме во кампањата и апсолутно они како до сега нека си тераат, а ние ќе тераме многу поинаку, не како до сега. Бидејќи како до сега од нивното мото видовме што се случува. Партија што бойкотираше претседателски избори за да покажат колку се силни, навистина си ги затвори вратите кон другите партии, би рекол. Така, сам себе губивал, пишуваше на А социјалните од друга страна, мрежи, насанкување. друга страна, со европско мото, нели, они се европски фронт, како беа, така, што се покажува дека земја членка на НАТО достане без врховен командант, а они биле европскиот фронт или како и да се пакт или што и да се, покажува дека апсолутно не име гајле за тоа, туку само нивните ситни математики. Но она што не би сакал да зборувам за нивните партии, но ова ќе го кажам, ДУИ со нивните први луѓе би рекол, не лидерот, ти околу него и на крај лидерот Али Ахмети се затворија во едно стаклено звоно каде што мислеа дека што повеќе го напаѓаат ВМРО, дека они така повеќе ќе победуваат и утре дека се ќе биде исто и дека не знам ќе формираат влада, туку така со ВМРО-ДПМ. Христијан Мицковски си ги кажа сите своји аргументи на секој еден митинг. Исто и ние како носители ги кажувавме секој ден нашите ставови, а тоа се дека ние тргнуваме да ги бутнеме СДСМ и ДУИ, бидејќи се преполни со корупција и дека таму треба прочистување, но навистина не можам да сватам како неколку луѓе во ДУИ ги затворија портите да имаат можност да и утре, некогаш понатака,
да имаат добра комуникација со било која политичка партија, пред се со најголемата македонска партија, а тоа е ВМРО-ДПМН. И тие луѓе што мислеа дека се и се што зборам како Артан Груби и останатите таму затворени полни со моќ, мислеа дека можат се во Македонија. Не, во Македонија само народот може се, никој друг. И ние постојано велиме дека сакаме да бидеме нова влада со албанската опозиција и мислам дека целиот македонски народ тоа го виде и ќе започнавме преговори со нив и мислам дека набрзо ќе ја формираме владата. Како што беше јасно дека вие ќе победите, како што беше јасно дека утредента ќе изгрее сонцето, беше и јасно дека дуи кога нема да бидат прифатени, ќе се заканат со што друго освен со дестабилизација. Тоа веќе го направија минативе денови. Како гледате на овој момент? Да, очекувано сето тоа, но 2024 година членка на НАТО, кандидат за ЕУ, сите тие работи, па од Европски фронт настрана што доаѓа ова, тоа е уште пострашно. Тоа е најстрашното нешто и бидејќи со вакви закони не поминуваат кај народот. Вакви закони уште повеќе прават кризи. Со она што покажа и го бойкотира изборниот процес за претседателски избори, со вакви најави можеби може да се види вистинското лице кон нив. Јас не верувам во такво нешто и стабилноста ќе биде приоритет број 1. И тоа никој да не се сомнева и ќе направиме се за да има стабилност во оваа држава. Еве, за емисијава имате и преговори со некого од македонскиот блок во моментот, или? Да, сега првим со албанската опозиција, потоа се разбира ќе се видиме и со други партии, но тоа ќе го објавуваме кога ќе дојде време. Првим сакаме еве со албанската опозиција да седнеме да разговараме, да видиме до каде би можеле да стигнеме како работни групи, а потоа се разбира после ние законски рокови што ги има собранието, потоа додавување на мандатарот, односно новиот премиер да ги започне официјалните разговори каде што ќе покажеме дека немаме само 61 пратеник, туку можеби ќе имаме над 80 пратеници. Јас сум убеден дека ќе имате стабилна влада некако ние заевистичките со стаклени нозе што беа 6, 2, 3, 4 па ќе работиме на вистина стабилна влада која што ќе биде со полн легитимитет и ќе трае многу години и се разбира ќе остане со легитимитет кон сите, но сакаме да покажеме и дека сите треба во државата да бидат еднакви, дека оваа влада, нова влада ќе биде еднаква за сите, дека председателот, односно председателката на државата ќе биде еднаква за сите, односно и кон левата и кон десната страна и да покажеме разлика. Доста е веќе од овие најави за нестабилност. Доста е веќе поинтава е ако ние не сме, ќе ни го скратите криминалот и корупцијата и готово пропаѓа државата. На народот му е мака од тоа што Дуи го прави врз сите институции. На народот му е мака што СДСМ за да останат ден повеќе ќутеше и во скут седнати само размислуваа како да останат повеќе време. На народот му е мака кога гледа дека народот се заминува бидејќи не можете во една институција да завршите било каква работа. Народот му е мака бидејќи никој не одговараше за онкологија. Никој не одговараше за пасошите што се дава на белосветски мафијаши, никој не одговараше за десетици криминали изминативе години. А од друга страна, народот премногу му е мака што кадрите на СДСМ и Дуи се во судството, во обвинителството и правеа прогон врз сите нас. И затоа мора сето тоа да се смени. Европската унија се доаѓа до незе поблиску само ако се работи внатре и ако се покажува дека сакаме да ги смениме работите. Ниту еден од раководството на ВМРО-ДПМН не е желен да има функција. Ние сакаме да направиме нешто поразлично. Да покажеме дека можеме да направиме историски проекти и реформи каде што навистина оние граѓани што секој ден не поздравуваат и ја даваат поддршката да речат навистина вредел мојот глас, бидејќи излегов, гласав и дадов можност, нова шанса за една горда Македонија, а од друга страна па ние сакаме да видиме и плюс луѓе што ќе ни ја даваат поддршката наредните години. Едно е јасно, ќе имате сигурно добра кохабитација со председателот на државата, бидејќи тоа е Гордана Силјановска Давкова. Таа деновиве согласно законските одредби ќе го предаде и мандатот кај вас, значи еве Гордана Силјановска Давкова кажа ти самиот 500 и нешто 530 така. Над 536 мислам дека се веќе илјади гласови, навистина огромна поддршка. Целиот народ мислам дека тоа го види уште во првиот круг, многу разлика меѓу кандидатите. Еве што значи за Стево Пендаровски се виде поданик кон Дуи, кон останатите партии, иако мислам дека изјавите на крај знаеа што ќе се случи, мислам дека се веќе малце поинакви, бидејќи во кампањата велеше во втор круг сигурно ќе победам, прв може ќе изгубам и така натака, или се лажал себе си, или некој друг го лажал, но мислам дека пробаше да манипулира со граѓаните и тоа не му успеа.
народот му е преку глава од вакви политичари како Стево Пендаровски, како сите останати во власта и оваа нивна казна треба да си ја разгледаат и да сватат што направиле. Најголемиот проблем мене, лично ако ме прашате, е тоа што ги погазија државните интереси на државата. Она што го направија со францускиот предлог, она што го направија со Преспанскиот договор или она што не тераат овие денови дека ако не се каже во Северна дека не знам готово пропасте во Македонија и така натака. Љупчо, јас многу пати сум дошол тука кај вас, ме познавате многу долго време, сум бил претходно на функции, сега сум пратеник, ја постојано велам Република Македонија. И никој нема ми забрани да употребувам термин Македонија. Тоа е мојата земја, тоа е земјата на нашите деца и ние ќе употребуваме на секаде, бидејќи тоа е само предувување на нас како македонци. И никој не може да го забрани. И велат интересни веќе изјавата и така натака. Јас прочитав многу изјави како пратеник и сега повторно ќе читам. Свечена заклетва и повторно ќе кажам Република Македонија. Не сваќаат колку тоа им пречи на луѓето, не сваќаат 560.000 луѓе во секундата ја читаат таа изјава. Так. Во својата емоција 500 над половина милион гласачи очекуваат да видат разлика. Ние не велиме дека правните рамки нема да ги почитуваме. Ние велиме дека за да ни дозволите сите, не да ни дозволите, ние да се чувствуваме како македонци, не може некој да ни забрани. Па каков и да е договор. Ние го потребуваме, не дали формално, дали неформално, но еве денеска имав можност и на друг медиум ова да го кажам. Сите ние политички партии, кога однесовме да поднесеме апликација, односно да пријавиме дека учествуваме во изборниот процес, мораше да ги запазиме сите правни рамки. Ние мораме тоа да го направиме, и пасош да извадиме и не знам и сметки да платиме. Но никој не може нас да ни забрани да го користиме светото име Македонија. И тоа нема да се случува. Како гледаш на ова што се случува во моментот? Мене ми личи искрено на една обична дигресија, дефокус, ширење магла. Во моментов не е битно, никој не спомнува веќе дека СДСМ освои 18 пратеника, дека се случи тотален дебакл на власт, ако зборуваме СДСМ дуи, тоа се 37 пратеника наспрема 73, значи тоа е повторно 2-1 скоро, речи го, еден не достига. Значи тоа отиде во 136 план, сите се насочија кон ги пуштија и оние ги одврзаа, да не речам. Добро, да, на дугме некои, на дугме доста аналитичари ќе излезат и ќе кажуваат што треба и тоа што не треба. Но не сме да се заборави дека секоја изборна единица направи историја, дека ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија направи историја. Ја навистина сум горд во мојата изборна единица, бидејќи СДСМ влегоа како пратеничка група, односно како листа на пратеници само двајца пратеници, историски најмалку, или ако ги гледате билбордите го има Оливер Спасовски Бетики, само тие двајца на билборд што беа влегоа, сите останати не влегоа, соодносот е 4:1 во втората изборна единица, најголем сооднос помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, но сите останати носители ВМРО-ДПМН направи историја и честитки за секој еден граѓанин што ни ја даде поддршката. Ние не смееме да го заборавиме тоа и мора да го потсетуваме постојано ова водство, оваа победа, бидејќи на тој начин ние сме должни према граѓаните тоа што ни го дале како доверба, утре да се вратиме назад и да го разговараме. И јас себе имав можности да, кој имавме и средба со албанската опозиција, да отворам прашање каде што навистина ни се важни проектите и да разговараме и да се симнеме веднаш на терен. Бидејќи од тие проекти очекуваат граѓаните подобар живот. Не може да заборавиме дека освен најважните теми и све што е поврзано и со економија и со евроинтеграција, така не смееме, исто е подеднакво важно дали во неколку населени места во Газибаба има вода за пиење, дали има канализација, дали има водовод. Дали улицата е направена, дали светлото го има на улицата, може некој ќе рече до тоа листинг. И тоа е важно. И тоа не смееме да го заборавиме, бидејќи СДСМ и ДУИ тоа не им беше важно. Ниту пак ги интересираше дали ќе се заврши еден автопат. Лјупчо 7 години. О историја за СДСМ и ДУИ, 0 километри автопат. 7 години и не име кајле. Буквално ти им остави голем дел од автопатите како министер, не мрднато. Како јас, се случило? Не, ВМРО-ДПМН како партија, да, но како министер. Точно од тоа време се работеше овие не само што сакаа прогон да направат и да покажат дека све нешто било со прашина, со магла, но вистина нема такво нешто и се докаже тоа, но целата работа за што дојдоа беше да се смени името. Јас сум го кажав 100 пати и тоа секој ден треба да го знае да направат штетни договори. И најголемиот проблем во тој период е што го отфрлија ВМРО-ДПМН како партнер за да разговараат за македонските прашања. Ние мора да учиме од грешките што ги правеа сите влади, поготово оваа влада,
на СДСМ и ДУИ никогаш не сме да го повториме тоа они што го правеле, затоа велам такви грешки не смеат и ние ќе пробуваме да го сплотиме македонското национално единство независно од која партија. Затоа се сега толку гласни околу името, заради тоа што го направија, стануваат свесни за тоа што го направиле или повторно го бранат од тоа, надевајќи се дека некој ќе им помогне, која им е логиката? Не, за политичка грантови, штета, Боже. платформи, проекти нешто да ќарат од некого. Политичка Нема штета, логика. нанеса да покажат сега они дека не знам. Независно тоа нема да Погласни помине. се од грците и од бугарите, многу е Да. нелогично. Да, може би Наводно помагаат на македонци. тој начин, но и секогаш во минатото јас се сеќавам толку политички емисии се направи, дали е добро или дали е лошо да се смени името и да се дебатира со месеци, дали кои се придобивките да се смени името. Навистина со такви многу дебати само се чувството на македонецот опаѓаше дека па не е страшно, не, страшно е да се смени името на државата, бидејќи еве денеска сме тука каде што сме, нема подобра економија, нема подобри реформи, нема подобро образование, нема ништо подобро, а од друга страна знаете колку билборди имаше дека готово, све е завршено, Европската унија доаѓа, не е така. Треба многу работа, а овие што се заминаа фаму на Богу се најголемите неработници во историја на било која влада до сегашна на Македонија И поширок. и пошироко можеби можеби не се вака лажем. во светски Да. рамки, но еве, сега па ние треба да покажеме сите заеднички дека треба да се сработи. Дали токму околу поширокото, соседите реагираат како што реагираат затоа што сваќаат дека помина времето на, да не речам, ама сериозно село без куќиња, она што беше Македонија во изминативе години, 7 години, особено на полето на надворешната политика, да не зборуваме на полето и на здравството, на образованието, на економијата, на било што, но на надворешната политика бевме најсервилната, најпатетичната протекторска. Гледаат сега дека доаѓа некој друг, знаат, тоа е факт. Па сега еве од самиот старт буквално на неродено чедо грците реагираа и најавија уште пред инаугурацијата на Силјановска дека ќе се случи тоа што ќе се случи, се подготвија за да од почеток ги фатат работиве да ви се закануваат, да ве подготвуваат. Како да се закануваат? Так. На кој начин ќе се закануваат? Со не знам. Вета со па еве ги имаме ветата. Моабетот е ќе сме биле блокирани, прости што те прекинувам. Кога не сме биле? Бевме слободни наводно овие години, тоа датум не најголема, ти многу убаво спомна Министерството за надворешни работи што направи. Ја мислам ништо не направил. Јас би рекол дека ние немавме надворешна политика. Так. Бидејќи ако ги слушнете изјавите во минатото на Пендаровски, Таче, Бујар Османи, така, си спомнам Димитар Ковачевски, сите останати, ќе слушнете дека секој од нив пробувал, договарал, преговарал, јас вика бев главен за овој договор, јас бев, па јас... Кој од кој полож за македонците? Точно, кој преговара? Так. На секој медиум различно кажува. Македонскиот народ беше збунет и сега доста аналитичари излезат и ќе напаѓаат и така натака, но јасно е дека македонскиот народ пред се над преку 75% беше против. Сега тие 150.000 граѓани што гласале за СДСМ повторно ќе го бранат СДСМ. Повторно. Но сите останати се разочарани. Тие што го бранат ДУИ имаат интерес да го бранат ДУИ. И замислете, ДУИ излегува со прва изјава и напад кон новата председател. Партијата што бойкотираше избори и што не кеше да има председател. Па нели е тоа преседан? Дали е тоа нормално како партија да излезат да напаѓаат нешто што одбиле и не сакале да учествуваат? Треба да се засрамат. Но тоа е демократија, секој има право да го каже своето мислење. Ние треба да гледаме многу понапред. Ние треба да гледаме и како партија и како влада што плюс ќе добијат граѓаните од сите овие процеси. Доста беше виткање кичма од било која од овие партии. Доста беше. Македонскиот граѓани и сите граѓани во Македонија сакаат да видат дека Македонија е стабилна и јака држава и некојаш треба да каже не. И дека не може туку така да се подпише договор каде што ќе атераат опозицијата на сила да поддржи нешто. Тоа веќе нема да поминува. Они мислеа дека ќе ни виткаат раце, ќе не клекнат, дека нешто ќе прифатиме. Покажавме дека сме различни. И јас ова го коментирам често. Ако некој мислел дека ВМРО ДПМН веднаш кој ќе ја формира владата, ова често се збореше. Дека веднаш, не знам, ќе почне со придавка да употребува се, дека одма у прва седница ќе се пуштат измените уставни и така натаму. Тоа нема да се случи. Еве ви кажувам, нема да се случи бидејќи бараме нешто плюс да добие македонецот, македонските граѓани. Најмногу е погоден македонецот со овој договор. И тоа не смееме да го ќутиме и не смееме да покажуваме дека тоа е крај, готово, тоа е ултиматум. Не, ние треба да пробаме да работиме сите, да наоѓаме дополнителни партнери како да добие нешто плюс. Секој оваа држава,
И тоа мора да го направиме заеднички. Им се уриваат полека со секој чекор, со секој ден буквално оние урбани легенди, како што кажуваше и самиот Виткањето Рачиња, беше најавата дека народски кажано како попчиња ќе подпишете за уставните измени и внос на бугарите во уставот. Цело време постојано еве сега очекувањата повторно ќе излезете, ќе го направите тоа. Требаше да се случи ова за да сватат конечно сите или знае и луѓето покажаа всушност на гласањето дека не помина приказката. Апсолутно, Лјупчо, многу народ ни даде поддршка каде што тие очекувања што они ги имаат ги препознаа во ВМРО-ДПМН. Ги препознаа дека ВМРО-ДПМН политиките што ги прави коалицијата се разбира дека се исправни, односно дека на тој начин може да си обезбедат подобра иднина. Ти велиш као попчиња. Да, имаше притисок. Имаше огромен притисок. Врз сите пратеници на ВМРО-ДПМН и коалиција. Имаше огромен притисок. Издржавме бидејќи знаевме дека исправниот чекор. Знаевме дека на тој начин никој, замислете еве да се случише тоа. Ти велиш вето. Повторно ќе имаше вето. И што ќе беше следното барање? Дали има следно барање? Кој е последно барање? Ние сакаме да има предвидливост и тоа го кажуваме. И сега прашањето е колку долго ќе се чека. Прашањето колку долго ќе се чека додека македонецот не види дека нешто од овој процес може да добие. Да се види дали има гаранција за се тоа. До кога 30 години не знам веќе што не натера како држава, како влади да се промени и така натака. Но никој во историјата не го смени името освен Зоран Заев. И никој не би потпишал ваква преговарачка рамка каде што ја нема во ниедна држава во светот освен оваа гарнитура на СДСМ што замина во пензија би рекол и мислам дека таму ќе си имаат своји рачуни, своји математики кој како што ќе ги наследи, своји анализи и така натака. Но тоа е нивна работа и не би сакал да зборам, но најважно од сето ова да се влечат поуки. И сите прашања што се тешки, што наведум треба да се разговараат и со соседи, и со надвор соседите. ВМРО-ДПМН мора да биде дел од тие процеси, бидејќи само на тој начин државата и македонскиот народ ќе добие повеќе. Имаше еден графикон, не знам дали го виде на медиумите, кој што покажуваше што се случува со СДСМ од 1991 до 2024 година, одеше вака. Промена на знамето. Прифаќање на привремената референца која што имавме 20 години, паѓа надолу. Прифаќањето, односно терањето на територијалната организација, паѓа надолу. Прифаќањето, промената на името, уставот, паѓа надолу. Бугарскиот диктат, двојазичноста и сега дојдовме од ова беше почетокот, беше многу пратеници, сега сме на 18. Сватија конечно. Зошто е така или мислиш дека сепак и не? Видете сега во втората изборна единица, ако минатите избори, прилично имавме сличен број на гласови. Исто тогаш јас бев носител, Оливер Спасовски исто така беше носител. ВМРО-ДПМН победи но разликата вкупно гласови околу 47.000 гласа чинам беа за двете партии. Сега на овие избори ВМРО-ДПМН има преку коалицијата се разбира, има преку 67.000 гласови, а СДС има 18. Значи 50.000 разлика. Има два пратеници. Ако не им е јасно се тоа, дека народот им покажува дека не само што не им верува, туку знае дека лажат, знаат дека се она што го кажуваат има позади конструкција, знаат дека тие не управуваат државата. И мислам дека е добро за нив ова они да си го кажат, дека погрешиле на вистина катастрофално. Ти спомна многу работи што се случувало во минатото. Националните, ама ги заборавивме просто и транзицијата, заборавивме модуларните болници што горе, многу работи се. Може да наредиме многу работи. Но ова се што го наброја, се е во времето кога СДСМ е на власт. И за жал, многу млади генерации, пример сега помладите генерации ќе гледаат сега една сосема различна влада после десетици години, кој ќе дојде можеби друга влада или еве, ќе видат дека вакви работи се случуваат секогаш кога доаѓа СДСМ. Но нема тоа да го звониме и ќе се бориме макотрпно за да имаме една подобра држава, да имаме едни подобри реформи и јас навистина сакам СДСМ да биде јака партија. Сакам да биде зашто тие се исто така и коректив, како што и ВМРО-ДПМН е коректив и ние ќе бидеме јака држава ако имаме јаки партии. Имаме уште многу теми за отворање со нас е Владо Мисајловски, ќе зборуваме за она што следува, што ќе се случува, сепак тие ќе ја водат владата. Значи одиме со кусиот блок реклами, се враќаме веднаш. Останете со нас.
Се враќаме во за или против, мој гостинен потпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски. Владо, зборувавме за политичкиот момент во првиот дел од разговорот, да зборуваме малку и за економијата, раскинување на договори. Да, и во политичкиот има многу муабет за тоа, но зборувавме за тоа во економскиот. Имавме некои договори кои што исто претпоставувам ќе ги ставите под лупа. Гасната централа која што договор знаеш колку со мирас од колку милиони евра, кои што го направија буквално пред изборите, што немаше никаква логика. Тука е Бехтел, Јенка, сите оние тендери, па да не зборуваме и натам модуларни болници и сето тоа. Следува многу работа. Следува многу навистина работа. Мене навистина од друга страна па ми е драго каде што многу луѓе се охрабрија да ни даваат и плюс информации, да ни даваат и плюс материјали што се случувало, да ни ги објаснуваат сите моменти овие последниве години. Очекуваш нов бранд свиркачи после победата? Апсолутно, па веќе и тоа се случува. Да се опушта, да. Меѓу првиот и круг председателски и вториот навистина наплив имаше од такви работи кон нас, но треба внимателно све да се разгледа. Од една страна ти спомна Бехтел Јенка, еден договор каде што беше скриен. Ние сакаме транспарентно се што може да се објави, да го објавиме, да покажеме дали е сработено, колку е сработено, што се крие во позадина, дали се крие нешто и да се тргне од нула, бидејќи знаете, ја мислам дека многу граѓани што и мене ми спомнуваат, вика тешко ги биде, нема сектор што не е како девастиран, тотално руиниран. Да, девастиран и на дното си. Навистина тоа има големи очекувања и затоа ние немаме еден месец како ВМРО ДПМН. Не може да очекуваме сега, направивме влада, ајде ќе славиме толку, да, нека се израдува македонскиот народ, но сите оние што ќе бидат на функција, треба да работат како да е секој ден последен. Ама буквално така. Инаку ние нема да имаме толку напредок. Ние треба да работиме дупло повеќе од било која европска земја членка за да покажеме разлика. Големи очекувања и сето ова што се случуваше изминатиот период со криминал, корупција, ви текнува дека имавме најава дека ќе има најголема фабрика за електрични возила во Тетово, каде што се дава субвенции. И ние тој договор мора да го провериме. Апсолутно. Дали се дадени субвенциите? Се уште не знае. Ќе провериме. Ќе провериме. Знаете, таму има и доста затворени седници на влада, каде што се поменуваат вакви договори многу. Треба да се проверат и да видат, да се види што се правило во позадина и дали нешто такво се случувало. Од друга страна имате еден куп договори или инвестиции што дошле и каде што нашле на криминал и корупција за ако сакаат нешто да добијат. И тие работи стигаат до нас. И затоа мора да се сменат сите тие функционери што мислеле дека се, не знам, дека шетаат, не знам, по водали, не знам што мислеле, дека се некои месии и така натака, дека како они ќе кажат така ќе биде, апсолутно тоа е неприфатливо или не знам, имавте вие дирекција каде што даваше грантови на, не знам, за пица, разнесување и така натака, како иновација. Така, и тоа мора да се провери, да видиме што се случувало, се потрошени многу средства. Но, бидејќи ти спомна економија, како тема, нас ни е ова фокус, бидејќи едно од главните двигатели на економијата, односно и на градежништвото, и на село, што се случува и на растот, економски нас ни требаат многу проекти, многу инвестиции за се тоа да го направиме, за да ги качиме пензиите, за да ги качиме платите. И ова е сето поврзано. И затоа сакам, да кажам и од тука, дека едно од главните барања и не барања, ветувања кон сите граѓани беше зголемени пензии. И ние тоа ќе го направиме првата година. И ќе го направиме, секој ден да знае. Зашто мора тоа што сме го кажале, тоа да го исполниме. Ние сме ветиле дека ќе пробаме да даеме се од себе да има нови министерства. Да раздвижиме економијата на секаде. Во Министерството за економија да има одделување на некои сектори од таму, да има посебно министерство за енергетика и така натака и така натака. И сето тоа се очекува од нас. Ние сакаме да направиме една изборна единица. Има и политички, но има многу економски ветување од наша страна, што сите ќе пробаме да ги реализираме. Но од друга страна, паралелно мора да работиме и работевме додека сме во опозиција, како да има повеќе инвестиции. Мислам дека во првите 100 дена ќе видите дека ќе дојдат многу повеќе инвестиции отколку СДСМ. Лоше пример да речам СДСМ колку донеле 7 години, зашто ништо не донеле. Тука ќе кажам во изминатите претходни години колку имаме инвестиции, дека ќе пробуваме максимално да има согласно она што се капацитети на потребна сива на населението за работно способно население, се разбира.
Секој македонец што бил на лекар сонува за клинички центар, секој македонец што бил на суд сонува за правда, секој македонец што вози сонува за Кичево Охрид да го направат градсков прилив, значи тотална катастрофа. Па излажа дури дека е готов секој што има деца во образование, па и се возеа по него, осте друго, сачува Боже, Монти Пајтон, но не се случува и тоа. Секој што има деца, сонува децата да му имаат учебници, дури па и свидетелства. Сите многу овие работи треба да се оправат. Имате жешки костени. На страна овие договорите што се нели не преспански, не бугарски, не притисоци од тие страни, имате многу работа на сите полиња. Го имате ли рецептот буквално? Понудивте 1198, односно 1198 проекти. Имате рецепт како да оправите работава? Да, со квалитетни, честни луѓе што сакаат пред се сакаат држава и кои размислуваат како да остават нешто позади нив, пред нив, односно како да создадат нешто што секој ден ќе го гледа, можеме многу да направиме. Кој некој мисли дека треба да дојде за да биде функционер, тогаш би имале проблем, но ако тоа не се пресече веднаш од корен, би било погрешно. И затоа мора многу работа. Многу работа од сабајле до вечер за да се покажат резултати. Тешко ќе биде. Навистина е тешко, но јас многу пати и тука сум спомнал, секогаш кога е тешко, треба ВМРО-ДПМН дојде на власт. Или во минатото, кога било најтешко, зборам за многу години наназад, се создава ВМРО-ДПМН, односно ВМРО, историското ВМРО, зашто било тешко на народот. Сега ВМРО-ДПМН како политичка партија треба да прави демократски чекори, односно она што се правило во минатото со пушки за да се ослободи Македонија, сега треба да се прави со проекти, со реформи, со демократски патокази, односно дела како ние да го сплотиме народот, како да имаме слободни медиуми, како да имаме повеќе инвестиции, како да не се возите на експресен пат кој што не е готов, а да ги лажете граѓаните дека е завршен експресниот пат. Тоа е лажење. Тоа е класично лажење, бидејќи секој може да погледне дека не е готов. И тоа беше нивното ненормално направено нормално. И веќе треба да покажеме дека нормалното навистина е нормално, а она што ќе биде погрешно да го сечеме од корен. Инаку многу пати сме зборувале дека мора еднаш за секојаш да се тргне онаа, знаете, сите се исти. Мора да се тргне и да се покаже дека не, некои се многу различни. Може да те очекуваме како нов или старо нов министер за транспорт и врски или? Ова веќе неколку пати го слушам и така натака. Па немаше љага во претходниот мандат, логиката на нештата, проектите се тие, средените, мислам имаш добро CV, немаш афери. Благодарам. Зошто да не? Но видете, јас и преска кажав дека моментално ништо не се разговара за кадровски решенија. Јас сум бил министер, реализиран сум на тој план и така натака, но она што сакам да го кажам дека во овој момент никој не треба, поготово од раководството и тие што се околу раководството, кој кај ќе биде, што ќе биде, има мандатар. Има мандатар кој од сабајле до вечер работи со коалиција, работи со партнери и така натака, кој што треба да покаже дека ќе направи најдобра влада. И треба тоа да го почитуваме пред се ние како први луѓе. Од друга страна, ова сакам да го кажам, дека кога беше најтешко во ВМРО-ДПМН, имавме и порази. Имавме и тешки мигови, имаше тешки централни комитети, имаше, не знам, збидувања многу во партијата, тешки договори штетни. И кога беше тоаш тешко, пак ние неколку луѓе и не се неколку луѓе, повеќе луѓе, но во тие периоди некако сега бевме позади Кристијан Мицковски, остануваме до него. И мене ако ме прашате што ќе бидам блиску до претседателот на партијата, независно дали имам функција или не. Тоа е важно да покажеме дека и како обичен член, како најобичен член, ја почитуваш партијата, се разбира, го почитуваш претседателот, на крајот денот ако навистина некој се труди да покаже дека Македонија може да оди напред, така се сака пред се партијата и така се сака Македонија. Но јас ви уверувам дека ќе има одлична влада, ќе има квалитетни решенија и оние што се најдобри, тие ќе бидат на позициите. Ти благодарам што беше, мој гост. Благодарам, во секој време. Ни беше чест. И мен. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.